Тука сега ќе ви демонстрираме како во реално време ги анализираме податоците од очилата и ги интерпретираме со помош на тие AI алгоритми и сето тоа е прикажано на овој дешборд тука заедно со Боријан кој што ги носи очилата. Боријан може, например, со насмевка да почнеме и тоа се детектира во реално време, мрштење, изненадување, односно brow raise, можеби пак насмевка. И сето тоа го детектираме во реално време и правиме интерпретација, односно можеме да детектираме кога човекот е возбуден, кога не е возбуден, кој е сентиментот, дали е позитивно расположен, негативно расположен. Односно на некој начин имаме, ако Fitbit, така овие паметните сати мерат активности, ние сакаме да не понекогаш да се пошегуваме, да речеме ние сме Fitbit за емоции. Односно јас имам сега уред кој што го мери моето расположение во текот на денот и потоа можам да правам најразлични анализи. Кога сум бил расположен позитивно, негативно, после кој состанок, пред кој состанок и така натаму, после која храна. И тука имаме, да речеме, еден скрин кај што можеме да ги видиме најразличните статистики кои што можат да се прават со ова. Сега би продолжиле со use case-от за исхрана. Ќе го замолам Боријан да слика од бадемите кои што ги имаме тука, да видиме како тоа се интерпретира од AI алгоритмот. Значи тој ги сликна бадемите со помош на камерата која што имаме на очилата. Ја анализираме сега сликата со помош на AI моделот кој што ќе ни даде кои се нутритивните вредности. Еве во овој случај имаме 100 грама бадеми кои што се 579 калории, од тоа 21,2 грама се протеини, 50 дури грама се масти, јаглехидрати 21 грам, исто така имаат нели растителни влакна кои што се многу битни. Сега ќе се префрлиме на џвакањето, тоа е исто така може слободно. Во овој дел тука сега ќе забележиме како алгоритмот ја детектира дека џвака, исто така ја прикажува брзината со која што џвака. Моментално е, например, 1,76 џвакања во секунда. Тоа е, да речеме, релативно брзо, јас би рекол. Сега можеш или да успориш или да убрзаш, зависи како си расположен. И ќе забележиме како тоа се менува со тек на време. Еве сега сме на 1,37, значи успори Боријан со џвакањето. Исто така, значи можеме тука најразлични статистики да правиме, која храна побрзо ја џвакаме, која храна поспоро ја џвакаме. Исто така тоа е поврзано со која храна ја сакаме, која не ја сакаме, правевме и такви експерименти. Сега ќе се фокусираме на некои други фичери кои што ги имаат овие научари, например, ова е една виртуелна, да речеме, дигитална книга и Боријан сега со намигнување ќе ги врти страниците на оваа книга, можеш да почнеш, Боријан. Ова е исто интересен use case, како што кажав, за човек, компјутер или телефон комуникација, која што исто така има и медицински може да се користи во медицински води за луѓе кои што се парализирани, односно им работи, да речеме, само главата, меѓутоа рацете не им функционираат, сето тоа може да оваа наша технологија да им помогне. Следно што можеме да покажеме е бруксизам. Тоа е, значи, болест, односно состојба кога ги стискаме зъбите без да имаме храна, и тоа најчесто се случува додека спиеме, меѓутоа и некои од нас и во текот на денот го прават тоа. Сега Боријан, не знам колку ќе биде видливо, меѓутоа пробај да ги стискаш мускулите на зъбите и тука ќе се забележат тие clenching епизоди кои што додека ги стиска зъбите. Да, еве гледаме тука имаме 17-18 секунди clenching епизода, односно бруксизам епизода која што ја демонстрираше Боријан. Следното нешто што можеме исто така да мериме околу очите е трепкањето. Трепкањето се асоцира со замор,
односно колку сме изморени, толку повеќе ќе трепкаме и тоа исто така многу битно. Сега можеш, Боријан, да демонстрираш секое трепкање, исто така брзината на трепкање можеме да ја мериме и тоа може да се користи во различни медицински цели. На овој екран гледаме апсолутното движење на главата. Боријан, можеш лево, десно, напред, назад. И ова е многу интересно, бидејќи можеме да естимираме која ти е позата, head posture, односно дали седиме свиткано, дали сме исправени, што исто така многу битно за држата на нашето тело. Исто така можеме да детектираме најразлични активности, одење, стоење, лежење, трчање, скокање и така натаму со многу поголема точност од колку паметните сати кои што ја прават. И на крај можеме да го покажеме и имаме AI асистент, односно со намигнување со левото око, Боријан ќе сликни тоа што е пред него, а со намигнување со десното око ќе го повика AI модел да анализира што има на таа слика. Можеби, Боријан, да, не знам, одбери се. Сега сликна. Таа слика треба да ја видиме во секој момент на екранот. И со десното око сега активира анализа на таа слика. Еве гледате, the image shows an indoor space with a wooden floor featuring football table. Значи, ни прераскажува во принцип моделот што гледа на самата слика, која што може да се користи во најразлични апликации. Имаше многу интересен use case, OpenAI компанијата што го направи ChatGPT за слепи луѓе, како се движат со паметни очила, слични, да речеме, на нашите кои што ги имаме тука, и соодветно даваат команди, односно да им се AI моделот им преведува што има на сликата, на видеото што е пред нив и слично.